Селективна правда е најголема неправда. Правната фела со критики за планот на власта. Предупредуваат, ако има закон за амнестија, мора да бидат опфатени осудените од 27 април и сите други. Се друго би покажало дека власта носи закон со кој што ги ослободува сите, освен политичките осуденици. Адвокатот Драган Пешевски за Алфа вели дека ова е класичен пример на селективна правда. Селективна правда не е правда, туку е уште поголема неправда. Ова е класичен пример на селективна правда и тука морам да се надоврзам дека ова е уште еден во низата во последен период донесени политички инструирани закони со кои што апсолутно се порива правниот поредок во Република Македонија. Со сличен став и адвокатот Сашо Дуковски во изјава за Алфа и тој вели дека не постои правна држава каде што постои селективна амнестија. Кој е тој правен под наводници гениалец што сугерира некакво привилегирање, односно немање на законска можност за амнестија за определени кривични дела. Значи, поголема глупост немам слушнато од тоа дека може да важи само за определени кривични дела. Секако дека мора во една нормална правна држава која што се заснова на право да важи амнестијата за сите кривични дела. Според него, ако ваков закон помине без да бидат ослободени осудените за 27 април, мора да реагира Уставниот суд. Сепак ова сценарио според него е малку веројатно. Тоа се едни глупави политички одлуки. Или даваш амнестија за сите, или не даваш амнестија. Во нормални правни држави, каде има нормален уставен суд, една секунда не би издржала проверка на уставноста на ваков селективен закон. Според Пешевски, најголемиот проблем е што осудените за собранските настани отслужуваат казна за дело кое што воопшто не го сториле. Не разбирам зашто не би биле опфатени. Кога рековме општ акт за амнестија, значи да важи општо за сите. Тоа ги опфаќа и тие лица. Втора работа, треба да сватиме дека тој предмет уште од самиот старт се гледа дека е воден со политичка позадина и тие се политички затвореници. Овој закон за амнестија очигледно не ги опфаќа оние затвореници кои што се затворени од политички причини. Инаку со новиот закон се предвидува намалување на казните за одредени кривични дела, а меѓу нив не се опфатени осудените за 27 април. Премиерот Димитар Ковачевски ова одлука ја оправдува меѓу другото со тоа што затворите во Македонија биле преполни.